Ова се најмоćните земји во светот. САД, Кина и Русија остануваат најмоćните земји во светот во 2023 година според годинешниот список на глобални сили објавена од US News and World Report. На списокот кој е дел од студијата најдобри земји, 17.000 луѓе били испрашувани за нивните размислувања за 87 различни нации. Рангирањето го оценува влијанието на една земја врз основа на перцепции на испитаниците за факторите како што се политичка, економска и воена моќ. Ова се петте најмоćни држави. Обединетото кралство е петата најмоćна држава во светот со силно глобално влијание, делумно поради своето минато, кога ја контролирала Британската империја. Обединетото кралство е опишано како високо развиена нација со значително меѓународно економско, политичко, научно и културно влијание. Исто така е истакнато дека Британија има многу универзитети од светска класа. Обединетото кралство е дел од Светската трговска организација G20, НАТО и Светската банка, постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, но нејзината улога на глобалната сцена се соочува со нови предизвици по Брекзит. За високото место на Германија се одговорни силните меѓународни сојузи и нејзиното економско влијание. Германија е најнаселена нација во Европската унија и има една од најголемите економии во светот. Таа е дел од големи меѓународни организации како Обединети нации, ЕУ и НАТО. Има високо квалификувана богата работна сила, но забележливо е дека земјата има и одредени проблеми, како што е старење на населението. Русија го задржа третото место на листата на сили покрај тешкотиите со инвазијата на Украина. Земјата е се повеќе изолирана. Дел од моќта на Русија произлегува од нејзината огромна големина. Русија е најголемата земја во светот по копнена маса. Има големи индустрии, како што се производство на нафта, природен газ, земјоделство, риболов и производство. Предонесот на Русија во културата е познат по бројните познати автори, како и науката со историјата на истражување на Вселената. Русија исто така членка на големи меѓународни организации, како G20 и Светска трговска организација, постојана членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, иако се закани дека дел од нив ќе ги напушти. Кина ја има втората по големина економија во светот и една од најбрзо растечките економии по реформите од 1978-та. Незиниот брз економски раст беше препознаен како извлекување милиони луѓе од сиромаштија. Сепак тој раст предизвика проблеми, вклучително зголемена нееднаквост и загадување во земјата, како и зголемени тензии со некои други големи земји. Пред се Америка. Кина има нуклеарно оружје, членка на големите меѓународни организации, како Светската трговска организација и Советот за безбедност на Обединетите нации, заеднувајќи ја својата моќ. Соединетите американски држави имаат најголемата светска економија според БДП, 25,5 трилиони долари и се технолошки најмоćна земја во светот. Тие се најголем светски производител на нафта и природен газ и имаат најголеми светски резерви на јаглен. Огромната медиумска индустрија во земјата е исто така важна. Има водечка улога во меѓународните организации како Обединетите нации и НАТО. Сепак, постојат внатрешни борби, вклучително поларизирана политика, смртни случаи од оружје, расни тензии и нееднаквост во приходите.